Продолжуваме со посетите низ Македонија. Денеска сме овде во Штип. Бевме малку и на терен да видиме неколку тековни проекти кои што се во реализација или да бидам попрецизен почнуваат да се реализираат. Бидејќи сме ветувале, сме превзеле обврска пред граѓаните и тоа што сме го ветували, тоа што сме го превзеле обврска пред граѓаните треба да се реализира. Доста се порази, доста се разочарувања, конечно граѓаните треба да почнат да поведуваат, а ние како генерација политичари оваа наша работа ја разбираме само како слуги на народот и луѓе кои што ќе работат исклучиво во интересите на народот. Денеска тука во Штип зборуваме за Штипјани, зборуваме генерално за Македонија. Во продолжение ќе имаме состанок со стопанствениците овдека од Штип, луѓето кои што се херои на современото време, бидејќи во едни вакви тешки услови како што денеска ги има во Македонија, тие работат и обезбедуваат екзистенција за Штипјани, но и за голем број граѓани од населените места кои што се околу Штип. И навистина јас секогаш велам капата долу на тие луѓе, бидејќи тие луѓе се тие кои што треба да се почитуваат и да им се помогне онаму каде што нормално согласно законите и процедурите може да се помогне. Градоначалникот кажа дека ќе биде формиран и економскиот совет, тело кое што очекувам значајно да ја подобри динамиката на соработка помеѓу бизнис заедницата, односно стопанствениците и општина Штип, и да продолжи она кое што сите ние го очекуваме, а тоа е подобри времења и нова иднина за Штип и за Македонија. Јас би имал толку да кажам, како вове, доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Господине Мицкоски, како ја коментирате новата коалиција, распределбата на министерските места и исто така и на голем број на директорски места за алтернатива? Одржлива ли ќе биде според вас оваа коалиција и дали со оглед на тоа дека има и незадоволство од малите партии, дали ќе почнете повторно преговори за ново мнозинство? Ова мене ми налекува на последниот чин на обидот за уништување на Македонија во режија на Зоран Заев и СДСМ, бидејќи ова што го гледам, а кое што се случува изминативе денови, представува политичка некултура и препелкање на самиот Зоран Заев и СДСМ и обид колку толку да го продолжат својот политички век на трајање на неколку недели. Срамно е ова што се случува. Срамно е што политиката се сведе на трговија како на зелен пазар. Наместо да зборуваме за стратегија, за визија, да зборуваме за вредности, да зборуваме за проекти, за развој, дебатата генерално денеска се сведува на тоа кој колку министерски места добил, кој колку директорски места добил, колку членови во управен одбор, колку членови во надзорен одбор и на крајот од денот сето тоа го плаќа сиромашниот граѓанин во Македонија. Тоа е суштината која што е целосно погрешна во пристапот на Зоран Заев и затоа ќе ми дозволите уште нешка да заклучам дека ова за мене наликува на последниот чин од обидот да се уништи Македонија, да се сиромаши народот на Македонија, а военно да биде тоа во режија на Зоран Заев и СДСМ. Ке повторам, сето тоа го плаќа народот, односно сиромашниот народ, кој што едва и крај со крај врзува и е пред сериозна, би рекол, пред сериозни искушенија како да обстане, а не за нешто повеќе. Така што, еве, уште нешка мојата порака е конечно да овие политичари да се вразумат, да се стават над ситуацијата, да не ги гледаат своите лични интереси, да работат за интересите на народот и за интересите на Македонија, бидејќи навистина веќе работата е дојдена до крајни граници. Така, како го коментирате и ги коментирате всушност најавите за нови министерства без ресор? Тоа е повторно оптеретување на буџетот на државата, буџетот кој што го полни стопанството, кој што го полнат граѓаните, дополнителен трошок кој што е непотребен, а се со цел да се продолжи политичкиот век на трајање на овие политичари. Тоа е суштината. Се останато е само политички фолклор и обид да се направи некој политички маневар од страна на Зоран Заев и СДСМ неуспешно. Се разбира бидејќи се прочитани од страна на народот и од страна на сите оние луѓе кои што функционираат во Македонија. Прочитани се целосно, она кое што повторно ќе го кажам е да престанат да се понижуваат и самите себе и да го плячкаат народот и да уништуваат Македонија. Тоа е суштината која што
кој што сакам да кажам. Господине Мицковски, каде ја гледате шансата овој коалицијски ѕид да попушти и дали векот на оваа влада зависи од ветото на Бугарија за пристапните преговори во ЕУ? Јас очекувам Македонија да ги започне преговорите со Европската унија за нешто повеќе од недела ден од денес, затоа што тоа го заслужи не само поради тоа што се направени, односно не се направени реформи од страна на оваа влада, туку едноставно сето она кој што го направи македонскиот граѓанин и Македонија, тоа го заслужија да има еден ваков почеток на преговори, бидејќи ние ги споделуваме тие вредности со Европската унија и навистина ова е крајно време да Европската унија на дело ги покаже своите вредности, да ги напушти оние хегемонистички барања на нашиот источен сосед, кои што немаат никаква врска со европската и европските вредности. Туку тоа се, би рекол, едни барања кои што се можеби соодветни за 2-3 века во минатото, а не за 2-3 века во имината. Дали векот на оваа влада зависи од тоа? Векот на нова влада зависи од тоа колку побрзо ќе се вразума дека тие во суштина се нефункционални, бидејќи се нефункционални и фрустрацијата во оваа коалиција која што ја гледаме е огромна и тоа го гледаме преку позициите кои што чинителите на оваа коалиција ги рефлектираат во јавноста и јавно, но и полутајно и позади завесата и она што го зборуваат со нас. Така што брзи избори час поскоро се решение за да и државата и граѓаните излезат од оваа криза. Впрочем, тоа го покажуваат и менењата на јавното мислење, каде што процентот на граѓани кои што буквално сакаат предвремени парламентарни избори и излез од оваа, би рекол, политичка, економска, енергетска криза е многу поголемо од оние кои што тоа не го сакаат. Дали незадоволството на ДОМ и на ЛДП и на партијата на турците според вас е шанса за ново парламентарно мнозинство? Па сите се таму незадоволни. Видете, во разговори со мене колоквијални сите се таму незадоволни. Таму не знам кој е задоволен. Па дури и тие во СДСМ меѓу себе кажуваат, изразуваат незадоволство. Пластелин коалиција, реков, оваа коалиција е само неколку недели да биде продолжен политичкиот век на трајање на неколкумина од врхушката на СДСМ и последен обид во режија на Зоран Заев да се доуништи и она што нешто е останато и што вреди оваа наша татковина Македонија. Така што жалам што ќе мора да бидеме сведоци уште некоја недела на ова што ќе ни го приреди Зоран Заев и СДСМ, но ние ќе се бориме со сите демократски алаки кои што ни стојат на располагање, час поскоро да издействуваме предвремени парламентарни избори. Како коментирате политичка партија уставни скандал за шведска дрога, што има сомнежи дека се вмешани МВР и царина. Може да објасните зашто станува случај? Па надлежните треба да објаснат како еден тон психотропна супстанца од компанија која што е регистрирана како увозник на би рекол телекомуникацијска галантерија и опрема ја поминала границата и за тоа сведочат неколкумина службеници на царината. Сега треба надлежните да дадат одговор што се случило и како овој скандал во јавноста досега не е познат на јавноста практично. Ние инсистираме час поскоро да се покрене истрага за овој скандал, наместо да се монтираат политички процеси, да се покрене навистинска истрага за она за кое што треба да се занимаваат истражните органи, а не монтирање на полициски и политички процеси. Од тоа што го имам јас на располагање, ова представува сериозен меѓународен скандал и ако не се откријат виновниците и сторителите на овој сериозен меѓународен скандал, имајте предвид дека следната година не 111-то, ќе бидеме 130-то место на скалата на Transparency International, бидејќи во Македонија очигледно мафијата си има своја држава. Доколку сте премиер, кои чекори би ги презеле во овој момент во оваа економска ситуација? Видете, на хипотетички прашања јас не можам да дадам одговор. Погледајте ја програмата обнова на Македонија, таму има буквално јасна методологија, а можете да ве поканам и после конгресот да ја прочитате и доктрината на партијата, таму има дел од решенијата кои што не само јавно ги рефлектираме, туку и еве ги има и во пишен документ. Вчера Павле Трајанов помени дека само сте зборувале за коалиција со албанските партии, но не и со помалите македонски партии. Зошто тоа? Па не е точна таа информација. Го демантирам господин Павле Трајанов, таа информација не е точна. Еве нека праша неколкумина што седат околу него и во парламентот и во коалицијата со Зоран Заев и СДСМ, мислам дека поинаку ќе сведочат.
Како ја коментирате меѓународната ревизија за неколку судски процеси кои што ги побара алтернатива? Само мало дополнување, поврзано со вашето прашање, можеби не сме зборували точно е тоа со господинот Павле Трајанов, бидејќи тој е еден од последните верни бастиони на СДСМ и Зоран Заев. Можеби затоа се чувствува запоставен, но еве нека ги праша останатите коалициони партнери во коалицијата со СДСМ и Зоран Заев, ќе добие поинаков одговор. На моето прашање да одговорите Да. за меѓународната ревизија, како ги коментирате за судските процеси кои што ги бара алтернатива? Па непринципиелно е да имате политички договор за судски процеси. За какво независно судство збориме? Ние оддамна зборуваме за русковска обвинителство и кацарска судство. И еве ве повикувам вас, медиумите, да истражите што се случи со ние прислушкувани разговори на обвинители и судии, скандал кој што се објави, мислам дека беше 2018 година. Еве ве повикувам да го прашате Министерството за внатрешни работи, тогаш министерот рече дека се сигурно што се случи со тоа, кој снимал, зошто снимал, за кои потреби снимал и која е содржината на тие материјали. Еве повикувам да тоа го истражите и да конечно јавноста добие одговор на оваа дилема која што имаме веќе неколку години. А политички договор за судски процеси е наистина за мене несфатливо и наистина се чудам како е возможно воопшто да се седне да се разговара на таа тема, а уште повеќе па да таа тема во јавноста се коментира. Каде гледате слабоста во погнувањето? Вчера започна проектот за топлификација на Битола, проект Битола. Вие бевте дел од тој проект, ваш коментар околу тоа и околу енергетската криза. Топлификација Битола Могила Новаци е проект кој што започна уште во 2014 година, конечно се објави првиот тендер 2017 година. Тогаш ја се управував со државната електрани на Македонија. Тоа беше исклучително значаен проект за регионот, бидејќи не само за граѓаните, тој може да обезбеди и затоплување на пластеници кои што се користат во земјоделството. За неколку реколти да има и да раѓа пелагонија, зашто во суштина сите ние ќе бидеме среќни и задоволни како граѓани. За жал од 2017-та па се до денеска еве 2021-та, кога бевме сведоци на она ископана дупка вчера и сликањето на надлежниот министер и директорот на Електрани Македонија денешно ЕСМ, нема никакво поместување. И за жал овој проект, иако беа обезбедени средства со државна гаранција од КФВ банката, избрани консултант, мислам дека се австријска компанија, која се уште истите, за жал не беше отпочнат. Но јас нема да бидам како СДСМ и да ги обвинувам дека почнуваат и водат проекти на ВМРО ДПМН. Напротив, ќе ги охрабрам, уште ова малку време колку што им е преостанато таму каде што се, да го туркаат овој проект колку можат побрзо, за да следните кои што наскоро денеска ќе превземат реализацијата на овој проект можат побрзо да го реализираат, за да можат битолчани и жителите на Новаци и Могила да добијат централно затоплување, а истовремено и голем број на земјопоседници таму кои што имаат пластеници да можат да обезбедат загревање на тие пластеници. Така што исклучително квалитетен проект и ја охрабрувам неговата динамика за ова кратко време кое што им преостана таму каде што се. В недела имате партиски избор, имате ли против кандидат? Па не знам, не сум се заинтересирал да бидам искрен, дали има поднесена кандидатура за председател на ВМРО ДПМН, иако ги повикувам и ги охрабрувам сите оние кои што ќе ги исполнат условите согласно статутот на партијата да поднесат. Крајен рок е самиот ден на одржување на конгресот на партијата, тој недела 12 декември. Каде ќе биде конгресот? Во спортскиот центар Јане Сандански. Каде ја гледате слабата карика во новиот опозицијски ѕид? Каде, мислам, во новиот коалиционен ЗИД? Каде би можело да пукне евентуално? Па таму нема силна карика. Јас повеќе би рекол таму нема силна карика, таму се сите слаба карика. И каде би пукнал? Па насекаде сега, како да ви кажам. Таму кога би имало силна карика би рекол тука сигурно нема да пукне. Ви благодарам.